Недоковски, здраво. Здраво, како си, Миленко? Добро, слушнав од мои извори тамо меѓу командирите дека имало инцидент кај тебе во Келија пред малку. Вистина ли? Да, Миленко, вистина е. Дојде на претресна контрола и ме нападна, негде околу 10 командири. И ме прашува ако ми ги носи телефоните, да му кажам дека тие ми ги носа фактички телефоните за по 230 евра. Заедно со директорот, Пладжан и Жарко заповедниците и Сашо заповедникот, ми ги носат тие лично телефоните на затворениците по 200 по 300 евра, а после ни влегува ни ги земаат телефоните од Келија. И ме нападнаа, ме удрија и нека знае цела македонска јавност. Не ви се плашам на никој. Ни хунто, ќе падните еден ден. Еве тоа да го знаете, македонци сме и Македонија ќе останува. И не ви се плашам на никој. Не Келија да ми смените, него самите ме гледате 15 дена, што сакате може да правите. Не се предал. Тоа да го знаете, нека слушни народов цел. Кажи ми во колку саат беше ово? Во 2 и нешто. 14 попладне час. Да, 14 час. 14 час. Добро. Да. Брату, И не ви се плашам, да знаете. држи се, имаш подкрепа од цела македонска јавност и во Македонија и во свет. Поздравя ги сите македонци и овде што е Македонија и во светот. Не се плашете, луѓе, излезете. Време е да му покажеме нова хунта дека треба да си оди. Јас од затвор 15 месеци е фамилијата, детојата си оставив дома за кого? За државата, за Македонија лежам. Излезете, не се плашете повеќе, доста е. Ќе ги срушиме, кога тога ќе ги срушиме. И ни амнести, ни свети амнести не му помага ни на никој, ни на тие предавници што не предадуваат гоморот да ДПМН од томте души. За срамота, за срамете си вие. Државата ја продадовте. Јане, ти благодарам. Фала ти, Миленковите, многу. Нека слушни цела јавност за ова. Ајде, држи се, Македонија цела да е. Цела да и ќе биде цела, Миленко, ќе издржиме, ако не 10, 15, 20, 30 години нека не суда, го судене дедом истите комунисти, денеска истите тоа ми го прамен. Да си жив и здрав. Поздрав, се најдобро. Браво.